Колку децата со аутизам се вклопуваат во образовниот процес? Дали тоа што тој им го нуди е доволно и се постигнуваат ли резултати? Децата со аутизам се вклучени во образовниот систем, затоа што сепак ние нели сме инклузивно образование, имаме инклузивност во образовниот систем и истите се вклучени во училиштата. Меѓутоа, секогаш има еден простор за подобрување на вклученоста, затоа што треба на вистина сите услови да се створат, да се овозможат, за да можат учениците со аутизам според нивните способности и можности да го следат образовниот процес, целокупниот образовен процес. Сега клучно треба да се пристапи со една флексибилност, значи да има еден флексибилен пристап кој што секако, како што кажав, ќе ги почитува индивидуалните способности и можности. И како главни предизвици во целата таа поддршка треба да се наслониме значи кон одредени работи, односно кон обучен кадар, кон обучен персонал, кон едни адаптирани наставни материјали, потоа едни средини каде што ќе можат децата со аутизам безпрекорно да функционираат. Исто така и наставата секако треба да биде индивидуализирана, значи да се пристапи да има еден индивидуализиран пристап и секако поддршката на учениците во овие образовни процеси, значи во целокупниот образовен процес по нивоа треба да се одреди за да дојдеме и не само поддршка да има во образованието, туку овие дечиња со аутизам да имаат поддршка и во социјалната средина и надвор од училиштата, а исто така и поддршка во нивните семејства и онаму каде што постојано тие се движат и се обкружени со сите ресурси околу нив. Јас го познавам Јордан. Така. Познавате ли вие други деца кои што денес можеме да ги истакнеме како добри примери, кои што покажуваат резултати, па дури и се наградувани во различни области од животот? Па да, познавам. Кај нас во нашето училиште имаат веќе изучено многу дечиња со аутизам. Едно од нив би сакала да го спомнам мојот вечен другар Андреј, кој што навистина има добри постигнувања како во образовниот процес овде во нашето училиште, така и во средното училиште, каде што тој заврши кувар, каде што сакајки да постигне уште повеќе знаења, вештини, тој повторно се запиша во училиште за средно образование, каде што сака да има повеќе шанси за подобар социјален живот. И Андреј е една успешна приказна, дефинитивно, затоа што секако семејството на Андреј е број еден, кој што му помага. Има една безпрекорна мајка Андреј, која што е рамо до рамо со него и навистина од петни жили ги употребува сите сили за да може Андреј да биде успешен како во општеството, во заедницата, така во семејството, така и со неговите врсници, да има таа социјална комуникација и секако да биде едно среќно дете, еден среќен човек во нашата држава. Бидејќи работите во образовна институција, која што во исто време е ресурсен центар, Така. препознавате ли такви потенцијали меѓу дечињата? Имате ли аутистични дечиња? Да, имаме дечиња со аутизам. Се препознаваат веднаш нели штом ќе се запишат во нашето училиште и онаа поддршка која ние како училиште со ресурсен центар ја даваме на повеќе нивоа. Тоа е индивидуалната поддршка со оние индивидуализирани образовни планови кои што
кои што ги прилагодуваме наставната програма во согласно со нивните потреби, способности и стил на учење. Потоа за овие ученици применуваме и асистивна технологија која што многу е од значење за нивниот образовен процес. Алтернативна исто така комуникација применуваме затоа што се повеќе дечињата со аутизам се невербални и затоа е потребна таа една алтернативни комуникацијски системи. Имаме во наставата во редовните училишта и асистенти на овие дечиња, не само на децата со аутизам и на други дечиња, меѓутоа сакам да ги истакнам образовните асистенти во редовните училишта. Поддршката ја даваме како во нашето училиште, така значи и надвор од нашето училиште со преку тие обучени наставници, обучен персонал и така натаму. Ние им даваме одредени обуки на наставниците, на асистентите и така натаму. Исто така потребни се и специализирани едни тимови за поддршка кои што ќе даваат особено на децата во училиштата, како во нашето, така и во редовните училишта, и секако тука е поддршката во заедницата, која што е од големо значење преку одредени работилници, обуки, ресурси на родители, вклучување во сите оние законски рамки кои што постојат во нашата држава. И би сакала да кажам дека дефинитивно најголема поддршка треба да им се даде на семејствата на децата со аутизам и воедно да апелирам, поддршката на семејствата на децата со аутизам е од големо значење, затоа што темелот на едно среќно дете, темелот на едно исполнето дете и тоа дете да стане квалитетна личност во заедницата и во општеството е семејството како појдовна точка. Затоа апелирам до сите семејствата да се поддржат на децата со аутизам.